Македонија вечна. Вака беше именувана трибината посветена на вечноста на Македонија низ милениумите. Директорот на националната установа Стоби Силвана Блажевска говореше за Македонското кралство кое постоело уште пред нашата ера. Би сакала да започнам со нешто што мислам дека многу малку македонци го знаат. Тоа е терминот Македонија. Значи, постојат неколку легенди за потеклото на македонците. Едната вели дека митолошки предок на сите македонци се викал Македон и во превод од грчки јазик тоа значи висока земја. Всушност, самиот термин го лоцира местото каде што на почетокот биле населени македонците. Тоа е денешна Егејска Македонија, односно северозападна Грција, за жал. Во делот од Јанина на запад до Вардар на исток и до планината Олимп на југ. На север, на почетоците, македонските племиња допирале до Битола, каде што биле населени линкестите. Значи, другата легенда вели дека оној што е основал македонската династија е по потекло од Аргос од Пелопонес. Се викал Каран, заради некакви расправи во Арг, бил избркан од таму и се доселил во Аига, која што е денешна Вергина, односно првата престолнина на Македонското кралство. На самиот почеток македонците биле поделени во повеќе племиња. Најсилното од нив, ореските, по некое време ги обединиле сите останати племиња и на тој начин е формирано првото македонско кралство. Нејзиниот колега археолог од истата институција, Јован Радњански, се осврна на битисувањето на Македонија во подоцнежниот период. Слушнавме што се случило со македонците кога формирале држава, од текот на екзистирањето на таа држава, по завршетокот на нивната држава, римјаните го споставуваат целосна власт на целата територија на Македонија. Значи, од Куманово денес до Стримон, до реката Струма, денешна на Бугарија и Грција. Значи, римјаните затекнале овде градови градени во еден друг стил од градовите кои имаат обичај да ги градат на Апенинскиот полуостров. Значи, новините што ги воведуваат на оваа територија се градењето патишта. Знаеме дека македонците немале театри, немале бањи, немале објекти од јавен карактер, слични на тие на римските. Сите остатоци денес што ги имаме во градовите кај нас, воглавно датираат од римјаните. Значи, ако прошетаме по денешните локалитети, откриените локалитети во Македонија, најголем процент од остатоците се од римско време. Значи, Рим владеел со територијата на Македонија, кога велам Рим, мислам на градот Рим, а при тоа мислејќи на сите тие императори бројни кои се редели низ вековите, почнувајќи од Август, големиот, до Јустинијан. Значи, тоа е период од 6 века, 600 години, во кој воглавно било мирно на оваа територија, на целата територија на Македонија. Сигурни сме дека 300 години било мир, времето кога се граделе театрите низ целата Римска империја, значи театри градите кога е мирно, не кога има војна. За подоцна превратите низ империјата да донесат до една нестабилност и до повторно враќање на војска во оваа територија. Трибината организирана од Унија на жени на ВМРО ДПМН Еросоман предизвика огромен интерес.